Здраво, ново издание на подкастот Каде се парите со мене Горан Теменугов. Пред неколку дена Америка го доби 47-миот председател, официјално го доби, инаку е избран минатата година во ноември, а тоа е Доналд Трамп. Тој по 4 годишна пауза повтор пат се враќа во најмотњата фотелја во светот. Ова е инаку втор случај да што успеало на американски председател по 4 годишна пауза повторно да влезе во Белата куќа. Во на крајот од 19-тиот век се има една што случајно, ова е повтор пат да се случи, тоа го повтори Доналд Трамп. Причината зошто денеска ќе зборуваме за него и за неговите постапки во првите неколку дена е што важно, многу донесе важни одлуки во економијата, потпиша извршни наредби, околу 100 ги потпиша, кои што добар дел се за економијата, односно кои што сериозно ја редефинираат американската економија како внатре во самата држава, така и во светот, односно односот кон останатите држави. Пред се тука зборуваме за Мексико, Канада, пред се Кина исто така, но и кон Европската унија има големи промени, така што ќе ги коментираме, а ќе ги коментираме со мојот денешен гостин. Тоа е универзитетски професор, господинот Абил Бауш. Добре дојдовте. Благодарам, добро ве најдов. Се знаеме ние од гостување по други медиуми, каде што сме биле во улога на гостик, јас и вие. Прв пат овде сме јас домаќин, вие гостин. Прва можност ми е ова со вас на оваа ниво да разговарам. Вие сте важите за еден од поумерените аналитичари кои што секогаш изнесува реални ставови за она што се случува во земјава, но и во околината, но и во светот, така што затоа беше мојот избор на вас. Веднаш ќе почнеме со она што е најинтересно. Како го коментирате она што го потпиша Трамп на првиот ден, односно во првите сати после преземањето на функцијата председател на Соединетите Американски држави. Потпиша 100 извршни наредби, но добар дел се однесуваа на економијата. Како коментирате? Подобро очекувано беше. Идеолошката матрица му е на десничарска, од економски аспект, и се очекуваше да направи некој еден вид протекционизам кон нивната економија, односно кон америчката економија. Да се постави на еден вид да ја врати Америка таму кај што била, например, во времето на Реган, да речеме. Но сега во обратна ситуација, нели? И не беше чудно што она инаугурацијата на председателот беше токму во ист стил како што беше на Реган, ако се сеќавате. Истата работа имаше во тоа време. Ја историски барем ги читам фактите, не дека ептен млад или многу мал сум бил во време на Реганова администрација, но ако ја видите Реган, што направи со таа негова економија, направи еден голем бум, иако реперкусиите, односно тоа што понатаму се случи со Америка, нели, со јавниот долг, па со ред други работи кои се случува понатаму во Америка, остаe длабоки последици, но што направи? Тој беше еден од иницијаторите да ја запре војната, ладната војна меѓу тогашниот БРСС или Русија и САД, односно Истокот и Западот. Но тогаш беше економијата 3.0, ако се сеќавате, се работеше за економија на големите корпорации, на кои што истиот случај со Реган, кои што седеа позади луѓето од тие големи корпорации кои притискаа да се отворат пазарите, новите пазари кон источниот блок. Тоа беше у суштина предвезникот на глобализацијата. Тоа беше поентата у суштина. Идеолошката војна беше глобализацијата, да нема железни завеси. Истиот Реган потпишуваше договори на кои што нели туркаше на таа внатрешна економија, нели, да се земат повеќе средства за да се направи, недоречен бев тука, да се направат економијата да почне да функционира по сите градови во Америка, нели, градеше автопати, инфраструктура, ред други работи на кои што сакаше на секој американец да ги направи да се чувствуваат, нели, поврзано во нивната држава. Не дека беше ко слаба ко држава. Беше јака и тоаш моќна Америка. Но од друга страна, големите корпорации, од друга страна прават притисок за да се добие тој источен блок на пазарот. И имаше успех. За воля на вистината, нели, се отвори пазарот кон тие источни држави. Иако тоа имаше и друг ред политички глобални случувања и така натаму, но економски ова го велам секогаш, и позади него стоја
ајде да ги наречам тие корпорации или ние на нашински олигарци во Америка кои што притиска да се отвори тој пазар. Истото се случува и денеска. Иако ние ги имаме овие четворица или петорица, колку се тие кои влегуваат во новата економија. Да, значи збориме 4.0, за 4.0 економијата, И само истата работа, да завршиме. да. Ме заинтересира сега со оваа кажување, може на ти да бидеме апсолутно да, ние се знаеме. Така, ме заинтересира со кажувањето дека поентата на реганокомиката, како беше реганоекономијата што беше, беше да се отворат за да можат американските големи корпорации и компании да пенетрираат, да навлезат во остатокот од светот. Не им беше доволна само Западна Европа која беше под нив, туку требаше Источна Европа, требаше Русија, требаше Кина, едноставно целиот свет да го отворат за своите бизниси. Но некако тоа сакав да го поставам прашањето. Нели е обратно сега како Америка да се врти навнатре кон самата себе и како да го остава светот на страна, битно име да го вратат производството во Америка, да ја вратат енергијата во Америка, енергетиката да ја вратат. Една од извршните наредби беше на криза во енергетскиот сектор за да може да се копа, например, нафта, да се вади буши нафта на Аљаска, да може да се вадат оние црни фосилни енергенси да се користат. Како наоѓаш тука компарација помеѓу едната и другата период? Се мора да признаеме, се оди предалеку со ова климатските политики кои ги прават. Мора да признаеме тука, а од друга страна, ако ја видиш цела Европа и остатокот од светот, а тука го мислам на Кина, сите најбитен пазар беше САД. Да, оно е потрошувачко општество. Сите ние, да. И сега, од една работа, зошто да не се направи? Нели, Америка помина пред во многу тешки економски фази. Нели, од 2008 со таа криза на хипотекарни кредити и се натаму ги фати една длабока криза, иако во последно време тие поминуваат во еден добар период, нели, со невработеноста и добри социјални политики и така натаму, но сепак тоа општество почна да се сегрегира и да се подели, нели. И во таа смисла можеби, нели, јас секогаш ова го велам, ајде малце да направиме една дистинкција, таму имаше градови на кои што живеа корпорациите, така? Детройт беше еден од тие градови. General Motors и сето па и Ford, кога почнаа кризата автомобилската, банкротираше Детройт. Едно време тие банкротираа. И тука сега ја во една прилика еднаш прочитав една книга, сега не ми доаѓа на ум факторот, нели, враќање на капитализмот или повраќање на капитализмот, на кој што вели дека треба да се направат такви да им се даат тие градови кои што веќе им се, видите како го викам од менталитетот, како функционира нивниот менталитет. Ако го имаше General Motors в Детройт, сега треба да им се даде на Амазон да го менаџира комплетниот град и да направи еден друг град. Нивната добра сторија е Silicon Valley. И тие тоа го продаваат ни цел свет. И сега и Кина се обидува исто го прави, Германија го прави, и останатите го прават. И сега зошто ние да не го направиме во други градови? И сега ова со енергетиката и другите работи може би еден дел да им се вратат некои конкурентски предности на тие градови. Зашто овие градови веќе остануваат да бидат, не знам, фантом градови, како Детройт, например. И можно е некои пазари во САД да може да се обиде да ги врати во тој вид на, ја пак ќе речам некој популизам, затоа што Америка, ја не ја гледам како една држава која е затворена и која што, нели, економијата таа сама себе си би зависела. Таа би зависела сама себе си. Но економија е сепак регулатори на светскиот економски пазар. Рековте економија 3.0, тоа е на големите корпорации и на глобализацијата, и сега сме веќе во економија 4.0. Тоа е овие што се дигиталната вештачка интелигенција, ова е 4.0 е у суштина на човековиот ум што го спомнавте ви. Тоа е економија 4.0. Америка е лидер во сето тоа.
гледаме кои беа присутни кога ја преземаше, кога ја даваше заклетвата Доналд Трамп, најголемите директори на технолошките компании, вклучувајќи го Илон Маск, на Джеф Facebook, Безос, Безос, на Цукерберг, Амазон, да, сите сите беа нема таму, кој не беше, значи на Google еден од главните директори. Што ми е мене поентата? Овие се големи играчи. Дали повторно Бајден обвини дека на повидок е владење на технолошката олигархија во Америка, а со тоа и во светот? Дали има таква опасност од владење на олигарси? Горан, секогаш има опасност на владење на олигарси, ако им се дозволи, нели, од државата. Државата е регулатор на сите овие работи. Нели, Америка беше таа кој што донесе закон, Маршаловиот закон, на кој што ја подели на 99 компании, компанијата на Рокфелери, така? Таа Shell, Да. Mobile, тоа го учиме ние во абецедата на економијата, Така на таа на економија. И сега секогаш ќе има притисок од луѓето да може да влезат во тој систем на олигарси. И сега го се сеќавате 2008 година ние претрпевме таа криза, таа хипотекарна криза токму ни дојде и од овие 4.0 економија која не беше доречена, доискажана до крај. И нели имавме проблем со собирање на даноци од овие држави. Нели на Ирска имаше проблеми затоа што додеа од овие од Apple таму отвара Така е. компании, па се вртеа горе-долу. И мислам дека сега имајќи предвид каков ја ќе го наречам технократа е Трамп, и мислам дека сакаше да ги сепак се мисли да ги стави под контрола овие луѓе. Не дека нема да им даде, например, зашто ти има дури паралелни програми. Ако ја гледаш NASA од една страна и SpaceX Так. и овој на Джеф Безос програмата се скоро слични. Так. Мислам програми. И Америка дури овој предприемнички дух, односно ова конкурентност секогаш го знаела да го цени. И се гледат овие работи да им се дае на нив да може да се абсорбира тој потенцијал на човечкиот капитал, нели таа 4.0 економија, тие вредности, односно таа конкурентска вредност која градат овие магнати, да ги речеме олигарси, токму доаѓа од тој човечкиот потенцијал. И ако ги видите луѓето кои се во како да речем во главата на тие компании, нема да најдете многу американци, туку ќе најдете други, Така. не американци. И сега да го кажам ово, и сега овој зошто ги зима? Токму ги зима за да може со нив да направи таа конкурентска предност кој што би требало да ја има Америка. Ја има и да ја зајакне понатаму. Сега доаѓаме, ќе останеме уште малце во овој првава третина од подкастот, ќе останеме чисто на Америка, па малце ќе ги спомнеме и другите извршни наредби што се однесуваат на околината, но да останеме малце на Америка. Малце ми е контрадикторно да се донесе извршна наредба да се потпише за прогласување на енергетска криза, за да може да наложи бушење на нафта на Аљаска, да го трне ограничувањето и да го зајакне користењето на фосилните горива пред се на нафтените деривати во автомобилската индустрија, односно го напуштија и Парискиот еколошки договор, нели, тоа настрана и СЗО го напишта Светската здравствена организација, но сега зборуваме за економијата, значи направи антиеколошки мерки за да ја подигне производството на енергенсите, вадењето на енергенсите, за да ја зајакне Америка независноста, но и во друг и да ја донесе во позиција, например, Европа уште позависна, за да може да и продава енергенси, бидејќи не сме да купува од Русија. Но нели е контрадикторно да го имате Илон Маск во владата, да го имате како најголема поддршка во кампањата, и вчера, кога беше пред неколку дена, кога беше оној големиот собир после преземањето на функцијата во големата сала, кај што зборуваше, само он зборуваше од бизнисмените, се обрати, а Илон Маск е познат по тоа што произведува електрични автомобили. Тесла е електричен автомобил. Од една страна му го руши бизнисот на Маск, а од друга страна го држи него во најблискиот круг. Маце, не ли е ова контрадикторно? Дали Маск само тој бизнис го има? Па добро, има и ракети, лета, нема што нема, мислам. Горан, И Твитер го има, мислам, X. Ова со батериите, со електричните возила, ако ја видите Toyota веќе не ни се обиде да произведува електрични возила. Затоа што
тие батерии кои ги имат електричните возила многу повише загадуваат од самите фосилни горива, во овој случај нафта. И веќе таа програма на големо се трга од овие компании кои веќе се иновативни и влегуваат во тој пазар. Сега дали ќе речеш сега тука да, но веќе ова, нели, компаниите во Европа инвестираат во електрични возила, па маска. Работата е што ја мислам дека Тесла го достигна пикот на продажа на возилата. Нивните возила. Да, ладно мислам со милиони и 800.000, што е солидна бројка на апсолутно го сегментиране на пазарот и тој ако се сеќавате како Тесла не е во основа не е основана од Илон Маск. Илон Маск го купува брендот Тесла. Тесла произведува и порано возила, електрични возила, но нивниот раст бил, како да речем, линеарен раст. Немало само луѓето кои што верувале во екологија купувале. Тој вметна во него дизајн, маркетинг и така натаму и тоа отиде нагоре. Не дека луѓето идеолошки купува такви возила. Од друга страна, ако ја следиш автомобилската индустрија на Америка, тешките возила, General Motors што ги користат, користат многу голема количина на такви фосилни горива. И сега вие не можете од една страна да барикадирате возила од Европа и остатокот на светот, од друга страна да немате самите ваше производство или да направите конкурентски можности во самиот пазар. Видете, во Америка не се носат одлуки за инет од некој, туку тие се интегрирани. Ме разбирате? Да. Се тоа е интегрирано. Се тоа стајно во пакет. Значи ова што го гледаме не е онака затоа што му се сонило на Трамп, туку тоа си е долгорочна стратегија која што стратегија. И ја мислам дека и после Трамп некој тистата стратегија ќе води. Ја мислам дека Бајден Па ја водеше, не ги сме Кина, на пример. Тоа викам, Бајден веќе енергенците апсолутно да, мислам, ние зборуваме за една ситуација на која што се интегрирани одлуки и таму кај што ќе допрат тие, тоа веќе фаќа голем опад. А тука нема дека нема да се офајдат и овие останатите, нели? И дотичниот Илон Маск и останатите, нели? Тука е поентата, значи, зашто ние ајде вака, зашто ова е подкаст на крајот. Зашто да не мислиме дека Илон Маск нема да влезе во секторот на производство на вакви мотори кои што ние ги користиме, нели, дизел мотори и така. Зашто ние тоа да не го речеме? Или некое друго комбинирано гориво. Зашто тој не верува во екологија, не е тој фанатик на производство на возила за електрични мотор, затоа што ние загадуваме. Неговите батерии поише загадуваат од самите овие фосилни горива што ги користиме. Ето, доаѓаме до технолошки малку зборуваме. Да. Но еве ќе се префрлиме на можно ли е да се врати големината на Америка со вакви извршни наредби и повторно доаѓаме до моментот што мене не ми е јасно. Сака ли Трамп да ја го врати производството во Америка? Зборуваме знаеме дека Америка е услужна земја. БДП-то на Америка е околу 80% од услужниот сектора, некаде 10% од производството е. Значи многу зависи од услугите, многу специфична земја е. И јас знам еден податок, на пример, дека сум го кажувал и тоа во овој подкаст, дека Америка не произведува монитори за борбени авиони, она што ги дисплеите, значи тоа од Тајван се купува. Значи генерално производството во Америка е многу оскудно. Постои ли можност со вакви мерки, со извршни наредби да се натераат производителите да се вратат во Америка и да почнат со производство? Мислам дека вака сега, ние како ги теоретски економиите ги делиме на прво ниво, второ ниво и трето ниво, високо развиени земји. Високо развиени земји во теорија, сега го зборувам, се тие земји кои претежно 80% од нивниот GDP е услужен, од услужен сектор. И сега Америка производствено дури нема капацитет да ги услужи сите со производство, да може да ги услужи сите нивни граѓани. Еве, најголемиот проблем ќе го има со Мексико, со производство на месо од сланина, тие работите, од месо се зима од Мексико. Или ефтина работна сила ќе треба пак да увезува од надвор за да се работат тие. Како и да е, производството во Америка и да се врати, каде би се вратело се? Ајде да зборуваме реално. Дали Nike би произведел патики во Америка?
и по која цена би ги производил и на кого би ги Но ние производил. стратешки производи, на пример, стратешки. Сега се враќаме. Сега на тоа. доаѓаме до Да. моментот на стратешки меѓу кој што е и храната, да се разбереме Апсолутно, кој што може да. да влие. Се Ето. покажа како во Македонија дека не производството на Така. храна ни удри на Е, инфлацијата на храна, се покаже и дека не можат и они да Ако ја интервенираат. видите Америка, мапата на Америка, кој ќе видите во сите гранични места, таа е развиена. Така. Во средината не е развиена. А во средина е неговиот најголем амбар. Ја така го Така. реком, нели се произведува најголем. Сега можеби, овам под предпоставка го викам, можеби ја враќаме тој средниот дел таму и кај што победи Трамп, Така. сега реално гледано, да може да почне да се произведува храна. Но се ќе ми кажеш, па што има врска со производството на храна со овие олигарси кои се од технолошки, не знам, од тој дел. Па токму тие имаат најголем интерес да почнат да произведуваат храна таму, затоа што тие се високо технолошки компании кои што не им треба човечкиот потенцијал, туку ќе сами ќе почнат да произведуваат, значи во земјоделието ќе бидат така напред. И Америка се знаеме, ГМО држава е која што произведува на големо. Има една статистички податок дури на колку 20 милиони пченица се фрла во океани годишно од Америка затоа што не се користи и така натаму и така натаму. Значи, ајде ако се види храната, тие нема да бидат зависни. Кај што прочитав еден статистички еден paper, research paper на кој што вика дека Америка да се затвори комплет 14 години нема потреба од ништо, само од воздух. Така, да. Значи ги има сите можни елементи да постои, дури енергетика. Така е. Да, само некои ретки метали немаш, а друго се има. Но Горан, кога ќе бидете вие прв во Америка, не мислете амерички. Туку вие мора да мислите глобално. Сега за глобалното ќе зборуваме во втората третина. Компаративно тие вредности економски ти мора да ги продадеш на светот. Тој виде, ја мислам дека виде во првиот мандат тој многу научи, во вториот виде дека не се прави политика агресивна како што тој ја правеше и дека сепак економија не се прави зид. Односно не се прави ќе ти направам ова на арогантски стил, нели тоа неговата фамилна емисија You Are Fired што беше. Да. Не се прави така. Туку треба ти да ги направиш зависни тие да бидат од тебе. Сега ќе дојдеме првата пауза ќе ја правиме, рековме сега за глобално, значи во вториот дел во втората третина од подкастов ќе зборуваме за односот првин кон Канада и кон Мексико, но и Кина и Германија, бидејќи многу интересно е што потпиша одложена извршна наредба, не им воведе одма санкции, туку најави остави некои десетина дена за да се види до каде е работата, не отиде онака што се вика на прва, но време е за првата пауза за пријателите на овој подкаст, кој благодарејќи на нив ние можеме да правиме бесплатни содржини и вие да ги следите на нашиот YouTube канал. Значи мала пауза па се враќаме со нашиот гостин да разговараме за Трамп и за како ќе влијае на остатокот од светот. Да, продолжуваме со подкастов. Тема ни е по економската политика на Доналд Трамп. Веќе е 47-ми председател, неколку дена е на оваа позиција, потпиша 100 извршни наредби, дел беа за економијата, тоа веќе почнува да влијае на светските движења, но нашиот гостин Абил Бауш, инаку универзитетски професор, економист, зборуваше како ќе влијае на самата Америка, но дојдовме до моментот кога треба да зборуваме како ќе влијае и на околината, односно на соседите на Соединетите Американски држави, но и на Кина и на Европа, Европската унија, пред се на Германија. Зборевме дека Америка е економија 4.0, значи тоа на човечкиот тум на високотехнолошките компании, но видовме нешто што е многу интересно при потпишувањето на една од извршните наредби, а тоа е да остави неколку десетина дена да се види што ќе се прави со најавените царини, тарифи, воведување кон Мексико, Канада, но и кон Кина. Како го толкувате ова, ајде да речеме, слободен простор што го остави Трамп за да види до каде е што е работата?
Не знам, Трамп можеби во оваа ситуација малце калкулира со времето, особено со Кина, затоа што Кина во додека ние зборуваме за незе, таа малце е влезена во некоја криза. Сега колку е длабока таа криза е сепак и како ќе му успее да излезе од таа криза, не знам, а сепак Кина е многу зависна од америчкиот пазар. Од друга страна, мене ми е чудно со Канада, односот со Канада и односот со Мексико, затоа што ти имате еден договор со нафта, така, North American Freight Free Agreement, на кој што многу јасно и таксативно се покажани работите. И сега, ако се оди на укинување на овој ја би се рекол еден од најдобрите регионални, односно најдобрите договори кои што некојаш се постигнато, нели, со и ако ги има многу, ние сме во ЦЕФТА договорот, на пример, еден таков вид договор. Америка како би се снашла во оваа ситуација, не знам, затоа што, видете, се враќате во економија на кој што конкурентските предности од државите кои ви се тука, а особено Мексико во оваа страна кој е добар производител на месо на Америка. Америка знаеме дека многу е зависна на месо. Како ќе се одрази таа во самата економија, односно кои протекционистички мерки ќе ги користи Трамп врз Канада. Во оваа ситуација Канада ми е малце по-така дека треба да биде подисциплинирана од Трамп. Од друга страна, Мексико не гледам дека ќе има, затоа со таа нафта договорот Мексико ги има некој вид на олеснителни околности за некој производи да донесе во Америка. Нели со тоа договорот нема да се укине. Ама од друга страна Канада да, затоа што видите кај нив, ако ќе видите кај нив да може да постоиш ко компанија е многу поевтино да бидеш компанија во Канада, имаш повеќе субвенции и подобар пазар, имаш глобален пазар, секогаш си ти некој вид на америчка држава, не си суверена, самостојно, која е америчка држава кој што каде и да одиш ти се отворени вратите, но од друга тоа го користиш, а од друга страна им даваш многу субвенции на твоите компании на кои што им се конкурентни во друга страна на американците. Значи, очекуваш дека 10% ќе им воведе Трамп на канаѓаните? Ја мислам дека да, затоа што тие држави кои се горе, нели, Ванкувер, тие држави, овие градови и овие долу што се Бостон, Детройт, тие држави кои им се на граница, би требало на еден вид да го потикне тој вид на конкуренција во тие градови. Дали тоа битно ќе влијае? Нема да влијае, затоа што и двете се држави, нели, моćни држави, влијателни држави, добро ориентирани, добри конкурентски држави, нема да влијае многу, отколку тоа што ќе гледам да виде со Европска унија и со Кина како ќе се случи, особено со Европска унија. Зашто со Кина ги знаеме какви ќе бидат. Добро, ама со Кина се збори 60% дека ќе воведе тариф. Да, а тоа најмногу ќе биде, ако воведе 6%, ќе бидат на удар компаниите од САД сепак. Најмногу затоа што, нели, производите од Кина ги влечат во... Така, мануфактурата е во Кина, бизнисот у суштина чарот е во Америка. А од друга страна, нели, челичната индустрија е во многу голем ег во Америка, нели, градежништвото и така натаму. Како тоа ќе биде, како ќе го спроведува, не знам, искрено да го кажам, ама со Европска унија ќе биде интересно. Зошто? Затоа што Европска унија последните и ова ако го прочитате извештајот на Драги, нели? Марио Драги, што не помина многу во јавноста да се обработува, бидејќи е крајно негативен за Европската унија, бидејќи треба, колку беше 500 милиарди евра требаше да се инвестира за да се стане малце конкурентен визави и на Америка, на Соединетите американски држави. Сега ако видите извештајот на Марио Драги кој е многу сериозен и ова го викам на секој да земе да се прочита сериозно овој извештај. Особено ние како држава кои се тежнееме да влеземе во Европска унија. Ако видите, тој има некои стратешки точки на кои што ја гледа Европска унија. Например, сите тие пари што се трушат до Европска унија се одат на некои проекти на кои што нема ефект. Например, истражување иновации нема во Европска унија. Ако ги видите, најдобрите компании во Европска унија, претежно германски компании, немаат ништо иновативно последните 20 години. Така.
Ја, Продаваат машини и го возила. Тоа е германската индустрија, тоа е Ајде усуштина. видите ги И французите, хемиска се другите, извинувам. сите, фармацевтска компанија, Така. сите. Дали вие имате иновација кај нив? Нема. Кој ќе видите американците, тие се и познати по иновативност, по конкурентност, по предприемништво. Да, но еве Кинезите влезе, кај овде во Европска унија не се прави тоа. Не се прави и да видите, ако и овој сектор многу го анализирам во последно време и сите тие иновации што се почнуваат да се развиваат во Европа бегаат во Америка. Ова е чудна работа, мислам. така е, но еве една во контекст исто така овлаш ја поминавме во јавноста ние оваа информација. Пред неколку дена, пред 10 дена имаше информација дека најголем трговски партнер на Германија е повторно после 2016 Соединетите Американски држави. Беше Кина овие 7 години, са 2024 стана Соединетите Американски држави. Која ќе се загребе под површината врз основа на што е тоа, има неколку елементи, на пример дека Кина има помала побарувачка од стоките од Германија, но исто така дека Германија има една мало делче кај што збори дека има инвестирано во технолошки компании во Соединетите Американски држави од 15 милиарди евра. Да. У суштина, тука е целата работа. Америка има побарувања, купува германска стока, машини и автомобили, но од друга страна и германската индустрија инвестираат. Тоа е точно. Што зборува тоа? Што ви зборува како на економист тоа? Овој податок не го обработивме доволно во јавноста, мислам, не посветивме внимание. Ова е тоа што го зборуваме. Најдобрите умови, најголемите иноватори бегаат во САД. И не само во Америка, во Велика Британија ова се случува и во Франција се случува. На големо најдобрите умови што се во Европа или во Европа што ги произведува, бегаат во САД. И зошто го прават? Затоа што технолошките паркови, технолошките гиганти им дозволуваат да може да експериментираат таму кај нив и да може да се инвестира да се чари од тоа. Значи, такви добри предиспозиции има во Америка, особено после 2008. Во нашата европска да речеме економија, тоа што е разградена меѓу државите, тоа е едно, друго е, видите, не успеавме никако да направиме некои атрактивни локации кај што може технолошки да се развиеме. Во Тексас, ако додите, имате еден од најголемите технолошки паркови за медицина, да речеме, кај што самата држава инвестира од 5 до 10 милиарди долари. А да ги речеме, другите веќе само се надополнуваат во тој технолошки парк. Во тој технолошки парк најголемите универзитети се внатре вметнати. Кажи ми, кој европски универзитет има добар технолошки развиен парк? Нема, само во класичните студии, на пример, има да речеме медицина, нешто архитектури, некои такви, но технолошки за индустрија 21 век многу мало. Да те вратам малце за економија 4.0. Нели треба да инвестираме на човечки ум? Сега како да инвестираме во човечки ум во тие универзитети кога немаме ни експеримент да правиме со тоа што треба да го иновираме, таа иновација да го направиме. И да пропадне, ама ќе знаеш дека пропаднала, па врз основа на пропадното ќе може да се. Таа иновација ние градиме стартапи, така? Во Америка Безос е стартап, Амазон. Apple е стартап. Ајде другите останати. Маск не е стартап, Тесла не, но другите PayPal, другите се негови стартап. Сега како ти ќе направиш истражување врз база на што ќе креираш иновација, а потоа таа иновација ќе ја комерцијализираш, ќе ја продадеш. Ние имаме прекрасни програми во Европска унија на кои што се инвестира на тие стартап заедници, но тие се некако грантовски дадени, нели? Се завршува работата пријатно, нема никаков економски ефект, нема комерцијализација на со честни случаи има во Европа иновации кои што добро работат, но не е тоа како во Америка. Така е. Тоа не го збор. И сега тој извештај на Марио Драги, сега да го врзам со таа економија од 4.0. Ако вие во тие универзитети немате такви технолошки капацитети, ќе останете вие само даватели на некоја технолошка услуга, како што е Романија, Бугарија, Србија во едно, нели? Од Украина се трна тие IT технолози, by the way, ова што се вика, од друга страна, токму таа IT технологија веќе пропаѓа, а ние се инвестираме во таа технологија, нели? Artificial Intelligence, дури и тие ги стаи на страна. Затоа се многу битни овие работи. Зошто токму Германија технолошките паркови ги гради во Америка, зошто не ги гради во самата Европа?
Ето тука треба ние тој проблем треба да го бараме и да го најдеме. Ние имаме таков проблем. Сега другите работи се зависноста од енергија и такви работи, до пријателски односи да се има со Америка и да не забораваме Америка секој стоела позади таа германска економија и поради таа Германија. Но Европска унија никако не успеа да биде главен фактор, економски главен фактор во глобалниот свет. И сега видите вака, сега ја ова ќе го кажам, можеби дрско го кажувам, но ова ќе го кажам, Америка ќе се занимава со самата себе си да биде уште помоćна, а незинот најголем конкурент зашто таа мора да гради конкурент е Кина, а Европска унија не нигде. Чекај, ќе избори Европска унија. Кој е во ваков момент? Ма не, ќе се однесува кон нејзе како небитен играч. А тоа е друга работа, но нема да ја изгори. Сепак Европа е добар пазар за сите. Нели, нема да толку едноставно да изгуби Европска унија, но нема да има. Болка е со дефицитот што го има Америка кон Германија, ги боли многу и они ќе наметнуваат сериозни ограничувања, посебно и околу климатскиве договори што ги немаат, значи Европа форсира едно, Америка форсира друго. Ќе биде многу интересна борба за помеѓу Европа и ајде да се вратиме пак на тие иновации. Ако вие не направите собствен софтвер на тие телефони што ги имаме и на компјутерите и се останато, тоа ќе бидеш секогаш зависен од нив. Затоа тоа го велам, дека ти не успеа да направиш, да наметнеш твои производи, глобални производи на кои што ќе бидеш реален играч. Да не го забораваме, сега можева ќе звучи комерцијално, но Huawei беше тоа. Нели, додека беа телефони беа супер, ги користеа сите, но кога тие почна да вметнуваат софтвер внатре, тоа се направи таа голема галама. Така е. Еве и со TikTok што го направија на пример, зошто не ми текна и ова ќе го еве 170 милиона корисници во Соединетите Американски држави и рекоа фала многу ќе ве банираме бидејќи се сомневаме дека кинеската држава стои позади и не шпионира. Иако TikTok вика како ќе шпионираме кога серверите се во Америка, имате вие контрола на серверите. У суштина е борба за платформата затоа што има огромен можност ги засени Instagram, засени Facebook, едноставно TikTok е на младата генерација. TikTok е и одма лансираше Кина нова Red Note, како се вика, нова платформа кај што се префрлаат луѓето за да не бидат банирани на TikTok. Но таа е глобална борба, но еве Европа што може да очекуваме? Ние сме во Европа, ние можеме ли да очекуваме мала криза после Трамп доаѓањето како председател, дека ќе влезе Европа во криза, а со тоа и ние ќе имаме сериозни проблеми. Не, во моментот сме ние Германија во криза, таа е моторот на Европа, се мора да го признаеме. Од друга страна ја неќем да навлезам многу во политичка конотација на работите, но ние мора да го завршиме конфликтот меѓу Русија и Украина. А ако тоа го земе Трамп да го заврши, ќе биде бодно за Европа, а ќе го направи тоа. И потоа се отвора еден голем пазар во Украина, кај што треба да го користат европејците, европјаните, државите во Европа, ако им дозволат, нели? Мислиш дека ќе успее Америка ќе ги дозволи да некој да влезе во Украина, кај што истори милиарди тешки? Затоа, Горан, затоа постои она дали мислиш, дали треба да бидат конкурентни таму, дали на Полска треба да се даде поголема улога. Значи Полска да ја зајакнеме како држава појака да биде, да може да влезе таму. Дали на овие другите држави поколу треба да им дозволиме. Се тука тоа е Што ако Трамп стратегија? Би или Америка, сега Трамп е само председател, дали Америка би играла, например, класичен сојузник на Соединетите Американски држави во Европа е Германија, економски е, после Маршаловиот, велика, ама не е во Европа, Европска унија и игра според други правила, но после Маршаловиот план кој издигна Германија е екстра зависна од Соединетите Американски држави, многу тесно поврзана. Но може ли да постои опцијата да се развива Полска на штета на Германија и да се прави против тежа кај Полска, бидејќи Полска, да не заборавиме, е голема економија, има околу 600 милиарди евра бруто домашен производ, колку што знам дека е. Тоа е може далеко од германскиот бруто производ, 5-8 пати може би помале, но е земја во поголем раст, помалку население,
со голема помладо население. Едноставно можно е ли да имаме Америка да се сврти малце кон Се источна? зборуваме за емоции, зборуваме или зборуваме за реална економија? Ако За зборуваме реална. за реална економија, тогаш да. Тогаш Полска треба да биде еден од играчите кои што ќе бидат во иднина многу влијателни во Европска унија. Ја тоа го гледаме, го читаме, го анализираме и го гледаме. Мислам, економиите ги гледаме како се движат. Значи тоа да, затоа што освен тоа што има една геостратешка позиција добра, енергетски веќе станува многу јак како држава, и од друга страна има население на кое што веќе му се враќа назад, имат нов технологија на која што одат напред. Сега дали се како германците не, но кај нив ќе се инвестира и тоа се гледа јасно, мислам. Кои компании одат инвестират во Полска и што се инвестира, особено најбанален пример, фастфуд технологијата, фастфуд индустријата на САД, кои што работат во Европа, сите нивни капацитети работат во Полска. Нели, од Макдоналдс, KFC, сите останати се таму. Сето месо таму се зима. Сета таа индустрија таму, а тие се стандардни економии, со стандарди. Не е тоа некоја нормална економија, нормална фарма или било што. Тие се високотехнолошки фарми. Високотехнолошки земјоделие направено во таа. И тие веќе одат кон брз раст на таа економија. И сериозен играч е веќе Полска во Европската унија. Ја во овој подкаст ми гостуваше гостин од една фармацевтска компанија кој што гостуваше затоа што е многу интересна приказна, го освојува пазарот во Виетнам, Туркменистан и Полска. Значи, освојуваат таа фармацевтска компанија, брзо растечка македонска фармацевтска компанија, не е најголемата, туку една друга која многу брзо расте, ми гостуваше и токму потенцираше дека тоа е многу пребирлив и богат пазар, каде што големи играчи се надпреваруваат во фармацијата, значи светски големи играчи, но дека има простори за македонските поситни, кои што се на глобално ниво ситни играчи, да си го најдат своето место и да соработуваат. Дали да се искористи Особено сега, после конфликтот, ако заврши Полска. дали сега е моментот македонската економија да се сврти малце кон Полска, со што ќе напуштиме големиот германски пазар и ќе свртиме делка кон Полска? Македонската економија прво треба да се развие внатре добро, потоа да влијаме добри стратешки партнери. А ние како мала држава, ние сме добродојни во сите држави може да може да инвестираме ако паметно почнеме внатре да ја развиеме нашата економија. Ние сме зависни од се и сешто во државата. Да, со Германија Германија нели извозот во Германија претежно ни е на метали, на овој вид на работа, но тоа веќе е традиционална економија во нашата држава. Толку е капацитетот, толку може да стигне, кај да се свртете таа економија, вие нема да ви дае поголем ефект. Освен ако берзански не ви оди тој производ горе или долу. Сам тоа е. Македонија треба со Полска и со другите држави, Полска, со Романија, со Бугарија, со Турција, со овие држави треба да отвори голем пазар, за да може да увезува, да извезува работи на кои што таму не достигаат. Ама ние немаме стратешки, како да го наречеме во Горан сега, стратешки амбиции немаме. Така. Некако, или може него најдов точниот збор, Добро, но некако немаме амбиции ние за ова. Ние некако ко навивачки да гледаме на работите, а не да гледаме на база на интерес. Така. Ќе се вратиме на Македонија и на позицијата на Македонија во новиот свет, Трампов свет или во економијата 4.0. После вторава пауза, значи време е повторно нашите пријатели да ги видиме. Тие ни овозможуваат оваа содржина да биде реализирана и да биде бесплатна за вас за да може да ја следите. Значи се враќаме повторно во студиото после паузава.
Се враќаме во подкастов, трета третина, финишираме, гостин Абил Бауш, економист, универзитетски професор, зборуваме за Трамп, зборуваме и за Европа, влијанието на Трамп на Европа. Начнавме една тема, а тоа е дека треба Македонија малце и стратешки да почне да размислува, дека да, убаво е што нашите производи се на најголемиот и најсилниот европски пазар, тоа е германскиот, но дека има и брзо растечки економии во Европската унија и во Европа, кои што би требало да се прилагодиме и да пенетрираме таму, бидејќи во догледно време може сериозно да се развиваат. Например, тоа е Полска, Романија, Бугарија, Турција, Унгарија. Значи не треба да бидеме, треба да ја дизерфицираме, да ја распространиме нашата економија на повеќе делови. Еве доаѓаме до моментот како е оценката влијанието на Трамп врз Македонија, односно врз македонската економија. Што предвидувате, еве, од кога дојде? Толку сме мали, неважни, мислам да речистиме, но што ќе се случува, како ќе влијае на нас, што може да очекуваме и што треба да се подготвиме? Горан, вака да бидам безобразен до крај. Прво, ако ги намали грантовите што ги дава кон државата, ќе бидеме, навистина, нели, грантови кои дава кон сите држави, ако го направи тоа што треба да го направи, што се обидува да го направи, ќе бидеме зависни од нив. Нели, од еден вид на пари кои ги дава кон државата. Друга економија, ние извинете, сме поврзани со Германија и со тој европски пазар. Ако тој европски пазар малце се обидува да ни како да речам, да ни се намали таа потенција на носење средства, стоки таму, тоаш би имале голем удар и врз нашата економија. Па не знам, Трамп, освен политички, по оваа ситуација не гледам дека нешто би влијае до економски кај нас. Ако ние самите себе си не ја искористиме можноста, тоа што го нуди Трамп, ние да го направиме. Сега да речеме, ако има 60%, ако се стават такси, даноци кон производите на Кина, вие тоа треба да знаете убаво да го изиграте во државата. Ние сме мал пазар. Еднашка во едно гостување се сеќавам кога реков, кога почна војната меѓу Украина и Русија, дајме да направиме некоја добра платформа, сите тие инвестиции од Европска унија, Рено, да ги наборам сите тие, да може да ги повлечеме во Балкан, во Македонија. Не сме мали. Не, викам ко пазар да го може да го направиме. Да можеме тој голем пазар да може да ги повлечеме овие инвестиции тука кон Македонија. И еден од гостите ми рече, ова не е етички. Ја не зборувам за етика, зборувам за економија. Сам за етика, нека се зборува на друго место. Како може ние конкурентски да можеме да пристапиме кој еден пазар? Дали можеме да имаме можности ние прво да можеме да влијаеме во држава, да можеме тие работи кои се остават ние да може да ги искористиме. Но за тоа треба да има стратешка амбиција, ова го реков. Така. Ако ние имаме амбиција, би го направиле тоа. Сега колку сме ние чувствителни се гледа како држава. Мислам, дали ние можеме на друг начин да можеме да допринесеме кон тие странски директни инвестиции да ги донесеме во државата. За воля на инвестицијата ние имаме во нашите слободни зони такви инвестиции кои што за воля на инвестицијата добро функционираат и добро работат. Но како може поише да привлечеме ние тука во оваа држава инвестиции кај што веќе ни народ немаме? Или кај што веќе инфраструктурно сме многу заостанати од сите околни држави. И од Босна, и од Косово, и од Албанија, да не речам веќе Србија, Бугарија, овие се веќе отидени многу напред инфраструктурно. Значи, како ние внатре прво да се екипираме убаво, за да можеме да почнеме колку толку да не влијаеме од овие кризи кои ни се случуваат. Ма сега доаѓаме до централното прашање. Денеска ме обвинија дека сум многу голем идеалист во поглед на случувањата во државата и дека верувам уште дека нешто може да биде, односно политичарите да бидат разумни и дека може да придонесат како што треба, но вие звучите малце поидеалистички од мене и со поголема верба. Стварно верувате дека можеме нешто да промениме и дека сега ни е шансата, бидејќи се реструктурира светов. Во моментов почна тоа реструктурирањето. Трамп е само гласноговорникот на едни процеси, односно лицето на едни процеси што се случуваат веќе изминати 5-10 години. Трамп не е случајно председател по втор пат избран. Едноставно треба да артикулира, односно да биде лице на едни промени во економијата и во општеството во Америка, односно во најмотњата држава.
колку ние сваќаме дека светот во моментов се реструктурира и колку ние како држава сме сериозно подготвени за еден таков Ќе предизвик. те навратам на почетокот на емисијата, многу убаво кажа. Потпиша 100 одлуки, така, од кои што можеби поише од половина беа реформски. Па една држава која е сериозна држава, која живее на стратегија, кој прави долгорочни стратегии, не прави краткорочни стратегии. Не зависи дали Трамп ќе биде или некој друг утре, тие се стратешка држава. Но сепак направи одлуки, цврсти, јаки, какви да се, може да не ни се допаѓаат на нас, може и на светот да не се допаѓаат, но тој направи реформи. Дали Горан памтиш дека има некоја реформа во државата направено последните од која е воведен ДДВ во државата, нешто економски да се направи во нашата држава. Или од Бруто плата се што се воведе во 2008-2009, тоа е последната. Или кажи ми ти мене, Тоа е последната. дали знаеш кога ние јавниот долг, дали знаеш за културолошки кај нас јавниот долг е уште херезија. Мислам, ние имавме министри кои не ќе да слушнат за јавен долг. Не ќе да се задолжат за да направат нешто добро. И кога се научија, тоа обратно го правеа. Так. Не правеа во капитални инвестиции, туку Се задолжува за се. За се и се што. Так. Мислам, дали сваќаме ние една работа дека во државата нешто треба да се смени радикално, кај што може мене да ми да биде лошо, тебе да биде добро, ама на грото од граѓаните може супер да им биде. Значи, тука е работата. Дали ние се обидуваме да направиме да ставиме некои црти во некои работи, дека тука треба да инвестираме и завршена приказна. Значи, ако ти мислиш дека таа економија 4.0 ќе ја направиш во Македонија, грешка си. Од старт ти го кажам. Значи, може технолошки иновативно ние да инвестираме тука и треба да инвестираме во тој сектор, но ти немаш храна. Да, тоа се покажа со кризава. Ајде пак да го банализираме муабетот. Колку имаме ние термални води во државата? Па имаме доста, познати сме по тоа. Така? Али само 1 до 2 бањи функционираат, Добро. а меѓународно е за терапии, така? Така. За одиме да се така. Дали таа вода може да ја користиме за друго нешто? Може за Стакленици. загревање, стакленици, Добро. за се може. Зошто Така не го беше правиме ова? во Ландови во Струмица, така се Зошто не го користат. правиме ова? Затоа што го имавме и го растуривме, зашто не го правиме? Па тоа, знаеш дека Полошкиот регион имаше еден од најмодерните снабдувања во можеби во таа Југославија. Се е растурено. Мислам, како може ние тоа да го правиме? Не знам, дали знаеме дека ние имавме можеби најмодерната на времето железница, направено која 1900 или 1800 која беше? 1890 и некоја, дали- мислам првата е Ова што зашто е подкастот до го зборувам, зашто така. на емисија ова не може. Дали знаеш дека инвестирано е со средства од кажи го од врзници? Да, турците тоа Со врзници е Османското направено. царството. Знаеш колку модерно било на тоа време. Така е. И сега влегуваш во една ситуација на која што ти не можеш еден пат да изградиш ово што треба и нонстоп некој политички, некој ти е неконкурентен, некој не ти се допаѓа, не овде треба, ова е ќорсо како е. Не може така да се видат работите. Економијата од обемот, тие големи опфати на таа инфраструктура ја прави државата, кај да одиш. И таа Америка мора таа да ги направи, тие инфраструктурни капацитети да ги изгради. Така. И сега, видете се, мислам, ја мене ми јасно една работа. Албанија се обидува да се врзе со тунел со Отранто. Ова може нас да не изгледа како научна фантастика овде, но тие ова го прават. Бугарија веќе се бидува, станува регионален европски играч на гасификација, на газ донесен од Азербејџан од овие држави, станува регионален играч и вие никако не можете да го одземете да речете чекајте, треба да направиме ние пат за да може луѓето да поминат овде. Или нешто во тој тип. Не, ова не ми е јасно мене. Како може ова да ни бега нас? Зошто тоа ни бега? Подкаст е, значи можеме не мора да бидеме екзактни и да пазиме на политичката коректност. Да. Зошто? Според вас лично. Ова не ми е на некоја политичка партија дека така, не, мислам, зошто? ептен кога да не сме созреани да мислиме по државнички од една страна. Еве, ако ми речеш ти мене, ти ли си албанец, дали ја чувствуваш државата твоја како твоја држава, па ќе речам, па да, ама сум секогаш дискриминиран.
Ти ќе ми речеш, па не, некојаш му се дава на овој, на овој. Значи, ако овде не се мисли да се направи, да се стават некои точки, овде треба да се развие, овој сектор убаво да се развие, да се земе тој простор, да се доизработи добро, ние нема со тие ситни и наети со ситни души ништо нема да направиме. Сега да, ја ги разбирам емоциите на луѓето, ги разбирам, но сепак на крај на денот ќе треба да се храниш. И на крај на денот таа економија е битна. Видете, колку и да свртете вие имате една да земам примери од Грција и Турција. Колку се завојувани бизнисот им оди. Вие имате Албанија и Србија од една страна. Мислам, имате, не ќе да ви спомнам примери, кои што луѓето веќе ги поминуваат овие фази, кои што мислат сериозно. Јас колку што знам, еден од најбројните туристи во моментов во Албанија се србите. Тој ме изненади, значи. Не ќе те вратам, не, пољаците. Да, добро, они се помоња на србите одат во Албанија, исто така одат и во Хрватска, во посиромашните делови кај што може да си дозволат. Тие се скапи земји. Но ова го кажам се, тој инвестира, видите, таму се инвестира, ќе ми речете, не се инвестира црни пали, сива економија, ама ја викам и тука донесете ги тие пари, корозивни пари во државата, но стратешки да ги инвестирате. Мислам, не да влијат во Бугарија се изгради со тие пари како со амнестија на мафијата за да инвестира во ски центрите. Зошто ова не го зборуваме? Зошто не е херезија по емисија да го кажеме ова? Абе така се изгради Бугарија, сите го знаеме тоа. Имаше амнестија на капиталот. Ама зошто тој корозивен капитал нас ни прави проблеми во политиката? Па нели ние сме во Европска унија, не дозволува таквите пари да влезат во системот бидејќи ќе сме дел на чекор до Европска унија и тоа не ни го дозволува. Во системот како? Па добро, они го направија пред да биде и Романија, истото го направи и Бугарија. Се може кога се има волја и кога се има стратешка цел. Тука ние губиме работата. Така, ние немаме волја и стратешка цел. Ние го градиме Скопје, државата цела, ние ја градиме. Јас секогаш го земам овој пример. Кочанскиот ориз ја хранел цела Југославија. Денеска од 94.000 тони ориз, или ако може да сгрешам во шифра, се сведува на 6.000. Така. И тој производ нас не е конкурентен, ние не можеме и да го донесеме, а да не платиме скапа цена. Така. И потоа ќе измислуваме ограничени цени, ограничени маржи, вакви биле, онакви биле. И тоа ти е кога те немате визија како вие да направите економија која што после 10 години ќе даде резултат. Така. За крај на подкастов доаѓаме некаде на 50 и кусур минути. Каде се парите? Каде се, таму се така. Сакам уште еднаш да завршиме со Трамп, односно со една извршна наредба што сакам да ја прокоментираме. Донесе извршна наредба за да се види што е со инфлацијата. Една не е обработена, уште не е познати деталите што значи таа не е образложена, но донесе меморандум за инфлација и она што знаме дека сеопфатен пристап на целата влада за намалување на инфлацијата. Тоа е добар потек. Мора да го поздравиме, зашто се се случуваат некои осцилации на светскиот пазар. Ние поминавме, ако ми дозволиш 2 минути. Не, имаме време. Историски, зашто ние економистите знаеме некогаш да забегаме. Пандемијата пред пандемијата с COVID-19, ако се сеќаваш, парите беа многу ефтини. Така, цел свет. Имаше секаде беше вризгано заради кризата во 2008. Ефтино беше, ефтино беа парите. Така. Кај да се свртиш имаше пари. Ова не зборам за нашата држава, ние секогаш сме ликвидни. Ова не важи за нас. И сега кога дојде пандемијата, јас тој бев кој и останатите други ги читавме, Стиглиц, Пикети, сите останати лево ориентирани економисти кои зборуваат дека треба да може да држиме потрошувачката стабилна, да им даеме пари на потрошувачите да може да држиме стабилна потрошувачката, економијата да. Но во меѓувреме ние фрлавме многу пари во таа ситуација. Парите стана скапи одеднаш затоа што имаше кризи, одма инфлација стана, така. И сега во еден период кога економијата е заздравена во глобални цели, не викам за нашата држава, ние сме уште во фаза на заздравување, доаѓа до ситуација кога парите стануваат пак ефтини. И сега видите, ако парите стануваат ефтини, а во ситуација кога ви имате уште војни, ви се водат, може да ви нападат проблеми со инфлацијата.
И ова е стратешки потек на владата. Значи, ние ќе се зачуваме да таа инфлација да биде во тоа ниво. Затоа што вие може сите работи Бајден, може направил многу лоши или политики, но една е добра политика што вработувањето го дигна. Има многу вработеност во САД. Да, ма не му И го памтат тоа, не атрактивноста. му го знаат, а му ја памтат по-лошо. Баш една од последните анкети што ги има мислам Daily Mail ја објави, ја читав на Daily Mail анкетата, тоа гласи дека по едно големо ништо ќе остане запаметен Бајден. Огромен број, 50, 60, 70% од испитаниците на прашањето по што го памтите, рекле по ништо. По ништо. Апсолутно. Добро. Тоа е неговата харизма, неговата појавеност. Сепак вработеноста и добриот живот да почна да се дигне тие ќе стандарди. оставеше впечаток, но не го паметат по ништо добро. Ама затоа што не. И по лошо, по ништо не го паметат, најлошо. Ова не го вика, не дека имаше некој голем импакт, но вработеноста се врати во Да, ама тоа почна од време на Трамп. Он почна да ја дига, да ја намалува невработеноста, значи тоа одеше. Но тој имаше кризите, ги фати сите кризи, иако Америка е секогаш 10 до 20 години пред Европа во економски размери, но тоа веќе почна и сега се обидува, нели, и Горан, ако тој влезе во да ја намали овие војни, веќе една во Газа се намали, мислам донесе мир. Од друга страна, ако влезе во голем влог со Украина, ќе му треба инфлацијата да заузда во неговата држава. Мислам дека да, затоа што значи ова е добра мерка ова што го направи во суштина. Овие се тие што ги зборува во почетокот на емисијата, интегрални мерки. Ако ти од одна страна ставаш даноци на Кина, на Канада, на Европска унија, на Мексико, а сакаш да вметнеш пари во твојата економија, тие пари да не ти прават проблем, мора стратешки да го мислиш ова како да го направиш. Значи не е ништо адхок, значи не, апсолутно не. Сепак треба само да слушаме и да гледаме што се случува во Америка и да бидеме умни. Америка работи на економски модели, не работи на адхок ситуација. Се не може да споредиме. Сепак и ние како економисти тука нас некогаш ние чудни некои одлуки таму, но тие се интегрирани одлуки. Значи генерално има логика економска во тоа што го прави Трамп, значи видите се сите уплашени ваков е онаков е, но генерално можеме да гледаме дека ќе имаме некакво нормално владење. Не, гора не дека имам некои големи симпатии кон Трамп. Добро, ја имам сега. Да, не го играм тоа, не. Иако идеолошки не сме баш блиски, економски не дека имам некои големи симпатии, но дека таму администрацијата нема толку едноставно да ја остави економијата да флуи, да биде тоа да лета. Така е. Добро, тука некаде доаѓаме до крајот на емисијава. Значи гости на Абил Бауш, економист, универзитетски професор, зборувавме за Трамп, влијанието на политики на Трамп, на извршните наредби, што може да очекуваме, како ќе биде со Европската унија, со Кина, па како и со Македонија. Отворивме многу теми. Ти благодарам што беше гостин во подкастот. Благодарам. Задоволство ми беше, убаво беше. Тоа беше се за оваа епизода. Се гледаме во наредната со нова тема, со нови гости. Секое добро, довидување.